И еве 30 на минути по 15 часот продолжуваме во, би рекле, истиот дух како што започнавме, а духот ни вели да ги следиме активно дневните настани и настани кои што го одбележуваат денот. Така утринава на порталите осамна информација дека во центарот на Скопје е пожарено возило на наш сограѓанин. Како жител на овој град, ако ништо повеќе или ништо помалку, како жител на таа улица, сигурно секој од неговите соседи и сограѓани се разбудиле потресени. Господинот Златко Тодоров е денеска наш гостин, а ни разговорот ќе присуствува и мојата колешка Кристина Атовска со прашањата зошто, како, од каде или кој. Добар ден за двајцата. Добар ден. Добар ден. Кристина повели со тоа што би било влез во разговорот, па ќе се вклучувам и јас колку можам. Така, господине Тодоров, изутринава непријатна гледка ве разбуди. Што се случи? Како се разбудивте? Да почнеме од таму. Па да, како што кажа уводникот, а не там, во една мирна улица, значи во центарот на Скопје, некаде околу 4 часот. Имаше некои необични звуци. Значи нешто што не е вообичаено за улицата, тивка, мирна улица со соседство кое што се познава. Звуците произлегува од пожарна и од активности што ги правеле пожарникарите. Имаше дим. Значи, знаете ли дека се работи за вашето возило? Не, апсолутно не знаев дека за било што се работи, заради тоа што имаше дим и видов дека има од терасата, видов дека има луѓе соседи, нормално да се симнам. Еве ги инсертите, само да ги прокоментираме кога сме веќе тука. И кога видиме мирна Скопска улица, каде се случи? Каде е ова? Тоа е на улица Христос Мирненски, кај универзална сала во Скопје. Ова е улицата? Ова е, да, ова е дел од улицата, односно проширениот дел од улицата, тоа е краткиот дел од према Партизанска, што иде. Значи мора да идете специјално на таа улица, да сте таму жител, за да можете да дојдете до местото каде што е. Значи некој точно знаел каде живеете или некој точно го барал вашето возило? Апсолутно, да. Апсолутно, да. Значи сега не може да ви кажам ништо поточно, попрецизно, заради тоа што немало некои отворени закани, немало некои отворени предупредувања, нити имало некакви отворени непријателства. На што се сомневате вие? Што е сомнежот? Значи, нормално е човек да се праша, како и која е генезата, затоа што чинот на палење на возило е малтене социопатски. Некој кој што треба да го изрази, ако имал некаков проблем, треба да го каже на мен или на тој што имал проблем. Возилото е затекнато таму, не наоѓам никаков знак за предупредување. Оно се да влагам во некакво толкување на нештата. Единствено што може да ми текне, што ние имаме еден отворен процес кој што ние сме го поднеле до МВР, а МВР понатака го поднело до обвинителството, кој што трае више 6 години. Зборуваме за случајот банки. Зборуваме за случајот банки, во кој сте ви оштетени со околу 20 милиони евра. Да, во кој што случај бевме поканети во неколку емисии претходно што се јавуваа да поведеме судски постапки, ние поведовме судски постапки и некои од тие судски постапки добивме. Не ги добивме кон банките, меѓутоа ги добивме кон, според мои сознанија, тие кои што се во листата на злосторничкото здружение, како што МВР ги нарекува во разговорите со обвинителите, нели мора да знаете кој е каде. Да ги потсетиме граѓаните само за што се работи конкретно во овој случај. Ова е случај практично на измама во кој вработени во банките оштетиле неколку фирми преку некакви трансакции, преку нивните сметки. Да, тоа е измама, да кажеме, вториот дел од нештата, тоа е злоупотреба на службена должност, односно злоупотреба на правата кои што ги имаат, посебните права кои што ги имаат вработените во банките, и со злоупотреба на тие права, злоупотреба на својата службена должност, они успеале на еден начин кој што малце потешко се објаснува, меѓутоа се објаснува да затвораат нефункционални кредити на лица поврзани со банките и со тоа да оштетат повеќе фирми. Ние како фирма да кажеме дека меѓу првите сме се освестиле за таа работа
па 2011-12 е поднесена кривичната пријава. После тоа има уште 40 на фирми со сериозна штета, кои што се приклучиле и сега тоа е една форма на здружение. Така, се работи за еден голем случај во кој се оштетени многу фирми, меѓутоа и за една голема група осомничена за злосторничко здружување. Дури имаше и некои поместувања во јавното обвинителство кога се покрена овој случај. Дали може би се сомневате дека заканите, односно дека ова што се случува со вашето возило е може би своевидна закана поврзана со овој случај? Видите, не верувам дека луѓето во банките би паднале толку ниско. Значи не верувам. Може би грешам, може би не. Како што ќе погрешам, да кажам дека тоа што ние го добивме пред 4-5 дена, добивме извршување. Значи од суд добивме извршување кое што е извршено преку извршител. И со истата тежина како што нив ги амнестирам, така овој го обвинувам, значи истата таа вага е. Меѓутоа многу индикативно е дека се добиени сериозни суми на сериозни износи на членови од тоа злосторничко здружение во одделни судски постапки. Така да ова, бидејќи не може да најдам ништо друго, значи го поканам тој кој што направил таа работа да каже можеме да му помогнеме. Така, од Министерството за внатрешни работи вела дека се уште е рано да излезат со информации од увидот, што се случило и кој го подметнал пожарот. Што велат вашите соседи, колку лица биле затекнати на улицата? Соседите, значи, има еден кој што го видел извршителот. Тоа значи дека бил еден или еден видел? Да, еден сосед видел еден извршител кој што забрзано го напуштал местото каде што е колата. После неговото напуштање, значи во моментот кога напуштал, се видел пламен, човекот се обидел со апарат за гаснење на пожар да го угаси тоа што го поставил извршителот, ќе го кажеме. Бил маскиран, се јавил во МВР, во полиција. Полицијата, значи колку што мене ми требало да се симнам од катот доле, полицијата побрзо дојде и уште побрзо пожарната. Значи за секоја пофалба. На други оштетени возила немаше Во претпоставува? околината, значи тоа што е сега, јас повторно ќе го асоцирам на еден социопатски момент на целата таа работа. Ако пречело возилото, и ако сум пречел јас, таму живеат луѓе кои што сепак се летни месеци со отворени прозори. Едниот од соседите добил инструкција од пожарна, кој што навистина се за пофалба нашите служби, тие пожарникарски, да ги затвори прозорите заради тоа што возилото релативно близко, нели, таа стамбена улица. И веројатно дека тој совет спасило од поголема белја. Затоа што ако пламените влегле внатре, тоа е, предпоставувам со... Јас не знам дали режијата покажа уште еднаш што е тоа што се случи во една од скопските улици утринава, нели како фотографија и како инсерт, вашето опожарено возило. За жал додека ние стигнавме со екипа денес таму да го снимиме на лице место, возилото веќе беше подигнато и поднесено. Да, жал ми е, инаку треба сите да го видат заради тоа што ова е нешто кое што се надевам. После овие настани кои што сега следат, или ако не примат во едно поголемо семејство, не да престанат, не живеам во никаква фантазија, меѓутоа ќе бидат ставени во некаква реткост, затоа што малце па во Скопје ќе запалат некое возило. Затоа и се обрнам на тој социопатски елемент, бидејќи секој кој што има нешто, ние имаме институции. Тие институции функционираат, добро или лошо функционираат. Дали се случувате загрозен? Дали сте исплашени после оваа случка и дали ќе барате некакви мерки за ваше обезбедување или за вашето семејство? Ни најмалку. Значи, ни најмалку. Тој кој што се обидел на возило треба да има нели некаква закана сега, да не живееме во филм. Такава палење на возило обично значи или некаква порака или некакво предупредување. Сега вие велите социопатолошки елементи да ga натаму, но секако е дека некој некаква порака за жал сакал да ви испрати. Да, ја сега тоа е мое мислење, кое што нели јас имам право да гледам, тоа е
некаков реванш за добиени постапки во судска постапка и извршување преку... Дефинитивно така го доживувате. Јас така го Така, доживувам, да. Инаку, да е врзано со овој предмет, каде што се навистина сериозни системски институции, па некој ќе се сведе на ваква каубојска работа, не верувам. Од Скопје сме, доволно се знаеме, од Сабајле имам, не знам, преку 200 повици на поддршка, сите асоцирајќи на овој случај кој што го покренавме за банките, за кој што еве и во обвинителството се случија промени. Па мора да се стави вака јасно дека оваа држава оди некаде напред и дека оваа работа ќе мора да престане. Вакви жртви ќе има. Да сме живи и здрави. Многу малце може да постигнат, освен што ќе не окуражат. Ние сме сепак Словени кои што реагираат различно на неволите. Се надеваме дека полицијата и стражните органи ќе ја завршат Во тој својата контекст, работа, само да ја дадам уште една информација, пред 2 месеци, поточно во јули, излезе полицијата со информација дека се уапсени 8 членови на група на злосторничко вакво здружување кое пали автомобили и во нивното образложение се вели дека преку употреба на сериозни закани и уцени успевале да извршат наплата на долгови од лихварски услови или нарушени бизнис релации. Што би значило дека на територијата на Скопје сепак функционира некоја група што се занимава со вакви нелегални активности, односно што веќе имала и историја на палење возила. Да, полицијата се реагира. Значи, работат, институциите работат. Ја не сум имал ништо од тој тип, инаку да било, ќе го кажав со име и презиме. Значи, како што би го прозвал тој кој што го промени, меѓутоа тоа не е темата. Обвинителот, така би го прозвал и тој кој што би напишал што е. Сега кога го споменавте тој случај, ќе одите до крај во него доколку продолжат истрагите? Истрагата продолжува. Значи, таму има на 2 пати поднесено од македонската полиција. Значи, не е од нас. Едниот е од нас, другиот е како појава во кое што и некои други институции задолжени за финансиска полиција да, задолжени за прогон, значи кои што се задолжени. Единствениот начин е тој. Палење возила не е. Значи, најлесно е да си го земеме ние нашето право, природно право, па да действуваме како нели индивидуи. Меѓутоа тоа е и најсложеното кога сакате да живеете во европска држава. Закај има ли некаква порака која сакате да им ја испратите на оние кои можеби се обидуваат да ве заплашат? Просто се повеќе се тие кои што се приклучува, значи формирање на здружение, јас сум сепак архитект. Значи не сум некој кој што градам, не сум некој кој што разградува. Меѓутоа се повеќе се низ цела Македонија. Фирми и луѓе кои што се приклучуваат, кои што се осеќаат измамени, кои што имаат веродостојни исправи и докази за криминалот сторен од една мала група на луѓе кои што го држат ово општество во заложништво. Господине Тодоров, ви посакувам навистина ова да е последно вакво случување. Благодарам, да. Во име на сите што се. Нека биде последно. Така е. Кристина, јас би се одјавила во овој дел од разговорот и благодарам и тебе, ви благодарам и вам и ви посакувам успешна истрага и полицијата да ги најде сторителите. Ние сега одиме со блок или е промо или се реклами за да се вратиме во студиото назад со нашите следни гости за денеска.